Нови сомнежи за корупција со која на дискотеката Пулси било овозможено безпрекорно да си работи, а вклучени се поранешни министри и директори од минатата власт, објави порталот Плюсинфо. Станува збор за две телефонски комуникации од 2022 и 2023 помеѓу младиот газда на Пулс Михаил, инспекторот од УЈП Драган Паунов Дацо, како и известна Бојана. Според телефонската комуникација на порталот кај екс-министерот Оливер Спасовски во 2022 од страна на синот на газдата на Пулс било интервенирано да ја спаси дискотеката од притисоците на кочанската полиција и да ни плати казна од 40.000 евра на УЈП. Наводно, ургенцијата е преку известен Станко, кој завршил работа со Спасовски. Според друга телефонска комуникација, началникот на полицијата за Источна Македонија го викнал началникот од Кочани да му срже и да ја остави дискотеката да работи на раат, без разлика што дискотеката не исполнувала услови за работа. Од транскриптите на порталот се воочува дека во јуни 2023 младиот газда на Пулс Михаил наводно фатил врски кај Благој Бочварски и Сања Лукаревска, а инспекторот Дацо од УЈП го поучува да фати и други врски кај братот на претеничката Маринела Тушева и шуран екс-министерот Бојан Маричик, кој тогаш бил началник во УЈП. Новинарот Бранко Геровски, кој ги обелоденува овие информации, отвара сомнеж зошто свиркачите досега дојавија за сомнежи за корупција на брат на претседателката на Кривичен суд, но не и за инволвираноста на високите функционери од минатата власт. Ова, според Геровски, отвара дилема дали обвинителството под палката на Љупчо Коцевски селективно истражува. Инаку, пред 10 дена беа обелоденети документи кои што откриваат како делувале оние кои требале да обезбедат заштита: инспектори, обвинители, политичари. Првите објави се за пораки меѓу инспектори од пазарниот инспекторат, полицијата и од УЈП со синот на газдата Дејан Јованов Деко, доставени од свиркач. Од пораките јасно се гледа подмитување со подароци, дојави за инспекција до дискотеката, како и редовноста на полицајците што често доаѓале како гости. Од обвинителството тврда дека УЈП има друга надлежност, не регулира безбедност и тоа било причината зошто инспекторите не беа опфатени со обвинението. Во актот кој веќе е оценет и за кој се чека датум за старт, се опфатени 34 луѓе и 3 фирми. Сите се обвинети за тешки дела против општата сигурност. Меѓу нив се сопственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедување и државни службеници. За кочанската трагедија се води уште една истрага против 13 полицајци. По објавите за митото, јавното обвинителство апелираше на воздржаност за да не се загрози истрагата. Засега неизвестно е дали истрагата ќе биде проширена со нови поранешни министерски и директорски миња од минатата власт, за кои постојат сериозни индиции дека ја овозможиле на дискотеката да работи.